Категориите представуваат најопшти поими со кои се служи некоја наука. Терминот категории потекнува од грчкиот збор категориен, што значи изрекува, или категоријаи, што значи начин на изразување. Поимот категорија во философијата го вовел Аристотел како најопшта ознака на суштеството. Со помош на категориите се е определено просторно и временски во своите состојби. 10 Аристотелови категории се субстанција, например човек, квантитет, 2 метра долго, квалитет, бело, однос, релација, двоструко пола, место, во Скопје, време, вчера, положба, тој стои, имање, облечен, дејство, сечи, трпење, пофален. Критикуван припаѓа во категоријата трпење. Четвртина бурек припаѓа во категоријата однос, релација. Метал припаѓа во категоријата субстанција. Најважна категорија е субстанцијата, бидејќи секогаш е носител, субјект на останатите 9 категории. Останатите 9 категории представуваат ознаки, предикати на субстанцијата и се нарекуваат акциденции. Акциденција представува случајност. Модуси се својства, атрибути на субстанцијата според Декарт и Спиноза. Кант сметал дека категориите се форми на мислење со чија помош ги сваќаме предметите. Тие се чисти поими на разумот. Според систематизацијата на Кант има 4 категории, и тоа: квантитет, например единство, мноштво, севкупност; квалитет, како реалитет, негација, лимитација; релација, како инхеренција и субстанција; каузалност и депенденција; причина и последица; заедница, взаемност меѓу оној што работи и оној што трпи; модалитет, како екзистенција, неекзистенција; нужност, случајност. Каузалноста и депенденцијата според Кант би припаднала на категоријата релација.